Здраво, јас сум Ангела Јаневска, специјализант по гинекологија и акушерство. Моето име е Тасевски Давид, јас сум психолог, семејни системски советник. Јас сум Теодора Милевска и сум едукатор по сеопфатно сексуално образование во ХЕРА. Што е тоа секс? Сексот е интимен однос кој може да вклучува две или повеќе лица. Ама исто така сексот не е само полов однос, сексот е искуство, сексот е задоволство. Треба да биде консензуален, удобен, безбеден, да предизвикува задоволство. Кондомите се најефикасна контрацепција, ама поефикасно е кога се користат два кондоми одеднаш. Така е невозможно да забремениш или да добиеш каква било инфекција. Кондомите се уште се најбезбедниот тип на контрацепција, со учинок од 98%, тоа значи дека од 100 девојки кои што ги користат правилно, во текот на една година 2 ќе забременат. Меѓутоа, користење два кондоми одеднаш е неправилно користење на тоа контрацептивно средство, значи латексот може да се оштети од триењето, да се искине и контрацепцијата да не биде толку учинковита. Најефикасен метод на контрацепција е така наречениот метод на двојна заштита. Што значи ова? Тоа значи дека треба во исто време да се користи кондом и друго контрацептивно средство, како што е оралната контрацепција или спиралата. Постојат лекови и терапија за од геј да станеш стрейт. Лековите во глобала постојат за нешто да излечат, со оглед на тоа дека сексуалната ориентација и родовиот идентитет не е болест, не би имале што да лечиме, односно ова исто кога би го поставиле обратно е колку би можеле ние еден стрейт човек да го направиме геј со било какви лекови. Ако девојката користи апчиња за контрацепција, партнерот не треба да користи кондом. Одговорот е дека апчиња за контрацепција се апчиња за контрацепција, значи тие спречуваат бременост, меѓутоа воопшто не заштитуваат од сексуално преносливи инфекции. Не треба да забораваме дека кондомот е единственото контрацептивно средство кое не штити и од сексуално преносливи инфекции и од непланирана бременост. Чувањето невиност пред брак гарантира подобро и интимно искуство отколку менувањето партнери пред брак. Океј. Интимното искуство или искуството во релацијата и сексот не е поврзано со тоа дали некој имал претходно партнери или немал претходно партнери. Со орален секс не се пренесуваат инфекции и сексуално преносливи болести дефинитивно се пренесуваат. Голем дел од сексуално преносливите инфекции се пренесуваат и со орален секс. Иако ризикот за пренесување на овие сексуално преносливи инфекции е помал, за разлика од вагиналниот и од аналниот секс, сепак тој постои. Дете раснето во заедница со двајца машки или двајца женски родители автоматски е геј или лесбејка. За ова имаме многу добри податоци и истражувања, заради тоа што и ова е едно од прашањата кое што го слушаме многу често, а тоа е уште крајот на 70-тите имаме направено прво инвитро и од тогаш па наваму голем број лесбејки почнале на тој начин да добиваат деца. Исто така во изминативе 40 години имаме посвојување на деца од страна на геј мажи или жени кои што ги посвоиле нели како еднородителски семејства и во моментов значи имаме луѓе кои што имаат повеќе од 40 години и тоа ни е доказ дека сексуалната ориентација на родителите не може да се пренесе на детето. Ако еднаш си фатил ХПВ, значи дека постојано го имаш. Ова е неточно, затоа што доколку се зема редовна терапија, тогаш нашиот организам создава доволно антитела кои може да се изборат со вирусот. ХПВ е тип на сексуално пренослива инфекција која што викаме дека е најчесто само лимитирачка. Односно, во текот на една или две години организмот, имуниот систем сам се справува со неа. Меѓутоа, во ретките случаи кога што тоа не се случува, се постават посебни протоколи за следење на ситуацијата, треба да се почитуваат. Моногамните врски се поинтимни, пореални и подолготрајни од полигамните. Океј. Тука исто така ќе започнам со еден податок од истражување. Од прилика бројките велат дека во моногамните врски 30% од партнерите кои што се во моногамна врска остваруваат интимен контакт
или секс за една вечер со некој надворешен, така што тоа зборува дека во некои дели тие веројатно не се доволно исполнети, не се чувствуваат пријатно во таа релација. Не знам на кој начин би го поврзале исто така и ова. За време на првото сексуално искуство не треба контрацепција затоа што нема шанси да забремениш, дефинитивно има шанси да се забремени при првото сексуално искуство. Шансите за забременување и за оплодување на јајцеклетката не зависат од тоа дали ова ни е прв, втор или стоти сексуален однос. Morning after апчето не сме да се користи по секој сексуален однос како единствено средство за контрацепција. Не сме и не треба, затоа што денеска постојат многу посоветни апчиња за орална контрацепција, кои што се побезбедни, поефективни во контрацепцијата, значи не после секој однос. Morning After или така познатата ипна контрацепција представува апче кој има висока доза на хормони. Како таква не се препорачува да се користи повеќе од 2 пати во годината, па дури и тогаш треба да има период од околу 6 месеци при првото и второто земање. Асексуалците не чувствуваат љубов и затоа не сакаат романтични врски. Прво, не точно е дека асексуалците не сакаат романтични врски. Кај асексуалците имаме момент на, да речам, намалена желба за секс. Меѓутоа, не значи дека асексуалците немаат потреба од допир, потреба од гушкање, потреба од остварување на некоја релација и не е по автоматизам дека тие немаат никогаш секс. Имаме лица кои што имаат намалена желба, ќе кажам така, за секс, меѓутоа го практикуваат за да во моментите кога треба да направат дете, планираат семејство нели со партнерите или за да го задоволат другиот партнер. Хименот кај жената се затвора ако долго време нема сексуални односи. Хименот е мукозно ткиво кое што нема капацитет за регенерација. Се наоѓа на делот влезот на вагината. Како такво, покрај нели растегнување со вагинална пенетрација, може да дојде до истегнување на хименот и преку возење на велосипед, користење на кондоми, практикување гимнастика и други активности. При геј секс секогаш се знае кој е машкото, а кој е женското. Ова исто така го имам слушнато и не знам каде да тргнам почнам да го објаснувам. Имаме сексуална ориентација и родов идентитет. Разликата е кај родовиот идентитет, нели, за како се чувствува лицето во одредениот род. Сексуална ориентација која имаме ние двајца мажи или две жени кои што имаат секс. Не знам како би го поврзале со тоа кој е машко, кој е женско. Значи имаме двајца мажи или две жени. Ако е нешто нејасно, поставете прашање дополнително и ќе одговорам онлайн. Ова е типичен пример за хетеронормативност. Што представува хетеронормативност? Хетеронормативност е всушност систем на убедување дека постои само еден вид на висинска врска и во овој вид на врска ние имаме само две улоги. Улога на маж и улога на жена. Како таков систем на верување, хетеронормативноста многу често се користи како мерна единица за одредување на улогите во една хомосексуална врска. ХИВ може да се добие ако седиш на шолја во јавен тоалет при бакнување и преку убот кумарец. Значи, докажани начин на трансмисија на ХИВ инфекцијата се преку крв, мајчино млеко, семена, вагинална и ректална течност. Ако си маж и еднаш имаш секс со маж, тогаш дефинитивно си геј, вау. Добро. Постојат луѓе кои што испробуваат, експериментираат, особено во пораната возраст. Не сакам да има погрешно сватен, меѓутоа многу често и поттикнуваме експериментирање кога е периодот на криза на идентитет за младите да се пронајдат едноставно што е тоа што за што имаат потреба. Не е точно, едноставно не може некој кој што еднаш имал секс од некоја причина и остварил истополова релација, дека дефинитивно ние ќе кажеме дека е геј или дека е лесбејка. Значи има луѓе кои едноставно се сигурни во својата сексуалност и немаат потреба да експериментираат. За разлика од нив, постојат и луѓе кои не се сигурни во својата сексуалност и како начин да истражат го прават токму ова. Имањето еднаш сексуален однос со маж не те прави автоматски геј.
Мокрење по секс е задолжително затоа што спречува бременост. Бременост не може да се спречи со мокрење по секс, меѓутоа е препорачливо кај жените затоа што физиолошки мочниот канал кај жените е многу пократок, многу поподложен на инфекција на водишната средина. Со мокрењето се прави механичко одмивање на истата на уретрата и може да превенира уринарни инфекции, така да пожелно. Сексот е лек за анксиозност и психички опуштен. Ова е неточно, затоа што иако сексот за време на сексот да доаѓа до излучување на некои хормони како ендорфин, окситоцин и допамин, сепак севкупното чувство и психичко чувство на психата и чувството на смиреност може да биде под влијание на други фактори како што се надворешните. Дали имаме простор за сексуален однос, дали се чувствуваме удобни со имање на сексуален однос со нашиот партнер и ред други причини. Маска за време на секс е доволно заштита од COVID-19. Мислам дека сексуалниот однос е многу близок респираторен контакт, дека маската нема да го има својот полн ефект во заштита. Затоа во ова време на пандемија најпрепорачана сексуална активност е токму мастурбацијата. Ако по сексуален однос ги кренеш нозете нагоре, сигурно ќе забремениш. Мислам дека сперматозоидите не разбираат гравитација, има многу побитни фактори во овој случај кои што водат кон бременост. Не постојат никакви научни докази дека со кревање на нозата по сексуален однос, тоа значи дефинитивно забременување или оплодување на јајцеклетката. Ако абортираш, расте можноста во иднина да не можеш да забремениш. Начално одговорот е не, ама ако процесот е безбеден, односно ако не се случат некои поголеми компликации, а компликации се случуваат екстремно ретко, например еднаш на 1000 на процедури. Аналниот секс е штетен по здравјето, ако го имаш, ќе имаш проблеми со движењето и одење по нушта. Ова е неточно. Аналниот секс е здрав и е безбеден за практикување како на долг, така и на кусрок. На гинеколог треба да одат само девојките кои менуваат сексуални партнери, апсолутно не. Времето после првиот сексуален однос е право време да се посети за прв пат гинеколог, да се почне со превентивни прегледи, така што не. Миење со Кока-кола по секс спречува бременост. Дефинитивно не. Мислам дека ако некој проба да спречи бременост со миење со Кока-кола, ќе има бременост и вагинална инфекција. Пиење или миење со чај од Макдоналдс предизвикува спонтан абортус. Не. Со пул-аут методот сигурно нема да се забремени. Може да се забремени. Од предсемена течност не може да се забремени. Може да се забремени. Девојка во циклус не може да забремени. Неточно. Да се забремени со машко дете, девојката по сексот треба да спие само на лева страна, ако менува положба, бебето ќе биде женско. Не е точно. Има жени што се раѓаат без химен. Има. Првиот секс е исклучително болно искуство за секоја жена. Исклучително болно искуство. За некој ќе биде повеќе болно, за некој ќе биде помалку болно. Ракијата ставена на секојдневна влошка штити од инфекција. Не. Не би сакал да знам какво чувство има ракијата да се стави на ложка. Девојки кои се уште немале секс не смеат да користат тампони. Можат во екстремни ретки ситуации каде што хименот го покрива целиот вагинален отвор, која што е конгенитална аномалија, не. Не треба да се бањаш пред гинеколошки преглед. Пред гинеколошки преглед не треба да имаш односи, не треба да ставаш тампони, не треба да пробаш да измиеш вагината, меѓутоа туширање е пожелно. Големината на чевлете е пропорционална со големината на пенисот. Не. Не е точно, мислам. Не знам. Кој е најчудниот мит што го имаш слушнато? Чекај да размислам. Вау. Уф. Добро прашање. Може би дека ХИВ се пренесува преку портокал? Додека ги читав овие прашања бев прилично збунет заради тоа што за мене овие беа горе-доле кој помалку, кој повеќе чудни митови. И тоа што тргнав пред да седнам на столчево да го објаснувам, никогаш ме збунуваат ваквиот тип на прашања, веројатно заради тоа што живеам во некој свој бабл и мислам дека на луѓето им се јасни веќе овие работи. Меѓутоа доста битно ни е тука очигледно сеопфатно сексуално образование прилагодено на возраста на децата за овие прашања, митови, односно што ги читаме, да ни бидат на сите повеќе или помалку јасни.
Една честа дилема дали жените во бремено смеат да имаат односи и најчесто одговорот на тоа е една старинска изрека: ретко, плитко и кратко.